Организација на Меѓународната полициска асоциација ЮПО Македонија, регион Струмица, се одржува една научна стручна конференција на тема локалната безбедност во контекст на современите безбедносни ризици и закони, пред се миграцијата и COVID-19. Сакам да истакнам дека оваа конференција е поддржана од локалната самоуправи и градоначалниците, чии представници се денес тука на нова конференција, и тоа градоначалниците на општина Струмица, Ново село, Василево и Босилово. Во реализацијата на овој проект ИПА регион Струмица соработуваше со Асоциацијата за корпоративна безбедност Скопје, начело со професор доктор Атанас Козарев, со МИТ од Универзитетот факултет за безбедносни науки и Истражувачкиот центар за безбедност, одбрана и мир Скопје. Воедно сакам да истакнам дека на оваа конференција учество ќе земат еминентни факултетски професори и стручни лица од повеќе области, кои несебично своето знаење ќе го споделат со нас на повеќе теми кои што се претходно одобрени од програмскиот одбор на конференцијата. Нормално е дека локалната полиција треба да гради мостови со локалната самоуправа и таа формула на вистина треба да придонесе за инклузија на сите оние кои што може да помогнат во борбата против современите ризици и закони против безбедност. Значи, нивото действување единствено е превентивно, значи може да се направат програми со кои што прво граѓаните ќе бидат информирани за овој проблем, второ да спроведат обуки за овој проблем, трето да се создадат услови за поголема инклузија на населението во правец на обезбедување квалитетни информации за определени мигрантски канали и рути кои што постојат и во овој регион. Таа листа за глобални ризици и закони баш и не стои здравствените закони, тука ставен акцент на други закони, навистина ковидот според мене ги изненади сите и аналитичари, експерти, и во рамките на борбата против ова здравствена закана за безбедноста, исто така потребна е поголема едуцираност на локалното население, локалните медиуми, а тука се разбира дека главниот столб носител треба да биде локалната самоуправа преку невладиниот сектор, преку медиумите и преку академската експертската заедница која што мора да биде вклучена.